места во Советот за безбедност и плаќа 40% во буџетот на Обединетите нации. Бидејќи на ист ривер, велат аналитичарите, се гласа за прашања како што се, например, за човековите права, многубројни земји во развој забораваат на оваа тема и се приклучуваат кон Кина, спротивствувајќи се на Европската унија. Новата министерка сепак не знаеше да одговори во парламентот колку годишно Европската унија троши за Афганистан и не беше детално информирана за резолуцијата на Советот за безбедност за апсењето на еден од лауреатите на Европската награда за достигнување на подрачјето на човековите права. Но сепак леди Ештон покажа знаење околу Грузија, како и за изборите во Украина. За почеток, велат добрите познавачи на европските збинувања, знаењето на Ештон е задоволително. Ево ја преку прилогот основните назнаки на новата меѓународна политичка структура на Европа започнува. Значи, Европа сака да биде значаен меѓународен фактор. Овде во овој дел намерно не го ставивме тој дел за проширувањето, бидејќи останува на шпанското претседателство да го продолжи како што вети, а потоа и Унгарија, која што ќе преседава после Белгија. Кажете ми, што очекувате вие од процесот на проширување на глобален план? Како ја гледате вие 2010 година околу закружувањето на Македонија, но и на целиот регион? Да, ова е прилично интересно прашање и особено ги предизвикува вниманијата на политичарите и на јавноста од државите со европска перспектива. И на ова прашање би можело да се одговори доколку се имаат предвид ставовите на неколку релевантни фактори. Наспроти Европскиот парламент, кој што во принцип постојано го поддржува, го промовира и го афирмира патот на балканските држави за интеграција во Европската унија, стојат и останатите институции на Европската унија кои што исто така на свој начин придонесуваат и помагаат овој пат на државите со европска перспектива да биде колку е можно побрз и колку е можно поскоро тие да се интегрираат во Европската унија, се разбира врз основа на она што како домашна задача ќе го завршат. Доколку треба да дадеме оценка за тоа како се одвива процесот на проширување во овој период и каква е политичката волја, за нас се релевантни неколку мислења. Прво и основно е можеби ставот на идниот председател на Европската комисија и на личностите кои што ќе бидат задолжени за да го олеснуваат и да го поттикнуваат процесот на проширување. Тој е прилично позитивен. Ние сме задоволни, би рекол како политичка јавност во Република Македонија, што новата Европска комисија и новите луѓе кои што ќе бидат ангажирани тамо имаат разбирање и се за процесот на проширување и во повеќе наврати низ историјата, низ минатото покажале дека навистина ги поддржуваат државите од Западниот Балкан што поскоро да се интегрираат во Европската унија, но исто така тука и шпанското претседателство кое што исто така процесот на проширување, процесот на тамошно напредување на односите на Европската унија со државите со европска перспектива го има поставено високо на агендата. Ние сме задоволни што шпанското претседателство во рамките на својата програма за работа соодветно внимание посвети на процесот на интегрирање на државите од Западниот Балкан во Европската унија. Република Македонија ја гледа тука својата шанса. Ние се надеваме дека како резултат на спроведените реформи, дека шпанското претседателство тоа ќе го валоризира и дека ќе даде своји лични усилби како што тоа го направи минатото шведско претседателство. Република Македонија исто така да доживее или да биде сведок на еден сопствен квалитативен исчекор, односно да се доближи колку е можно повеќе до Европската унија. Во таа смисла јас се надевам дека во месеците што следуваат, дека контактите помеѓу институциите на Република Македонија и соодветните институции на Европската унија и особено со државата претседавач со Европската унија ќе продолжат и дека Република Македонија како резултат на својата активна дипломатија во рамките на Министерството за надворешни работи, но исто така и во рамките на вкупната влада и особено секторот за европски интеграции, дека ќе продолжи да ги развива контактите и дека на крајот ќе видиме дека сепак државата успеала да се избори за уште едно свое право и остварила уште еден краткорочен успех на патот до конечното зачленување во Европската унија. А кога ќе се сретнете оваа година и со известителите за Република Македонија? Знаеме дека веќе трети месец започнуваат и ги пишуваат своите оценки во извештајот. Република Македонија, односно Собранието на Република Македонија во постојан контакт со своите колеги европарламентарци, како со известителот господинот Талер, така и со членовите на
мешовитиот парламентарен комитет, односно неговиот европски дел, они европарламентарци кои што го чинат единственото цело наречено мешовит парламентарен комитет, во кој што паритетно влегуваат европарламентарци и македонски пратеници. Ние на почетокот односно кон средината на идниот месец очекуваме да оствариме една работна средба во Република Македонија. Ние се надеваме дека дел од европарламентарците, членови на мешовитиот парламентарен комитет ќе бидат во собранието на Република Македонија. Ние ќе бидеме нивни домакини и се надевам дека како што тоа беше случај во минатото, и овој пат ќе имаме прилика да разговараме за теми кои што ги обременуваат односите во Република Македонија и Европската унија. Се надевам дека ќе извлечеме корисни заклучоци и се надевам дека ќе дадеме свој придонес во однос на тамошната афирмација на европската перспектива на Република Македонија. Впрочем, мешовитиот парламентарен комитет, чии што преседава СУМ, но и сите тела во рамките на Европскиот парламент, може би се едни од првите кои што безрезервно стојат зад Република Македонија и кои што безрезервно во минатото, да речеме, излегувале со своји јасни позиции дека државата треба да започне преговори, дека македонските граѓани треба да патуваат без визи и така натаму. Се разбира, тоа представува една политичка определба на Европскиот парламент, но и се надевам дека тоа е резултати на контактите кои што ги имаат со дел од македонските пратеници. Во секој случај, Европскиот парламент е исклучително важна институција за Република Македонија. Тоа е исклучително важна институција и во агендата на собранието на Република Македонија, и ние се надеваме дека во годината што предстои успееме да ја задржиме, а може би да надградиме на динамика на среќавање во Република Македонија, но и за време на нивните сесии во Брисел и во Страсбург. И верувам дека ќе успееме со европарламентарците, чии што мандат е на почеток, впрочем, тие што туку беа избрани, дека ќе успееме уште на почетокот од нивниот мандат да ги воспоставиме, да ги зајакнеме врските, за да можеме да ги имаме како сопствени пријатели, какви што впрочем и тие били во минатото. И само на кратко, колку вашите колеги, бидејќи вие потекнувате од партијата ВМРО ДПМН, која што е и активна членка во народните партии, колку пратениците од десницата во Европскиот парламент можат да излобираат многу повеќе за Македонија? ВМРО ДПМН има активни контакти со своите колеги од Европската народна партија, како што верувам дека и другите политички партии застапени во собранието на Република Македонија имаат своји контакти со представниците на другите политички групи во Европскиот парламент. Ние редовно се среќаваме и редовно разговараме. Станува збор за искрени и цврсти пријателства кои што траат повеќе години. Впрочем, сме имали безброј пати прилика да бидеме нивни домакини на наши настани во Република Македонија, на настани на ВМРО ДПМН во Република Македонија, но и ние како представници на таа политичка партија да бидеме дел од собирање на европските партии на европското ло во рамките на државите членки на Европската унија. Во таа смисла, овие долгогодишни контакти со представниците на Европската народна партија од различни држави членки на Европската унија представуваат за нас значаен политички капитал кој што го искористуваме единствено во функција на интересите на македонската држава и на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија, се разбира, но во секој случај, за да впечатокот биде комплетен и за да државата оствари некои своји политички приоритети колку е можно повеќе и колку е можно поскоро, еднакво значајни се контактите кои што ги имаат со своите сестрински партии и другите политички партии, особено партиите од левицата, бидејќи конечно тоа се двата пола на единственото цело во рамките на Европскиот парламент и на Европската унија, и јас се надевам дека ќе продолжиме така координирано да делуваме, бидејќи на меѓународна сцена нашите политички разлики во Република Македонија често пати се помалку видливи, бидејќи на таа сцена во Брисел, Страсбург или во главните градови на другите држави членки на Европската унија, единствено важен и единствено носечки е интересот на Република Македонија. Во исчекување на шпанското председателство, конечно да го добиеме датумот за отпочнување на преговори, господине Спасиновски, ви пожелувам успешна работа на релацијата Скопје-Брисел. Јас ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Ова беше емисијата Европски клуб во прво издание во јануари 2010 година. Ке се видиме повторно наредната недела. Доведување и пријатно гледачи.
Во 19-тиот ден од месец јануари се празнува големиот христијански